помладите вика ти си легенда. Измислен за нас, вика ние на твои години дали ќе може да одиме, а камоли да трчиме како ти што трчиш. Полно има по 30-35 години, вика кога ќе те натрчиме, викам кога ќе живеете спортски. Еден ден, ако е времето добро да нема ветер, на Сабајле од 6 до 7 може еден саат трчам негде 7-8 километри, рекреативно. Ако имам работа физичка, може да промашам утре дента, пошто физичката работа исто се испотиш. Студент исто им поставив рекорд на југословените на Поповски и на Павлович од Осијек. Јадве ме помина, што вика тоа 69-та година беше. Сино доаѓаше 2003 да ме бодри. И он вика, бе, што вика, јас не може да трчам побрзо од те. И повикам, тоа се зависи, викам, од тебе, не од друг. И он така го разви, тоа почна да трчи со Кокан Јановски, тај атлетичар што на 10 км беше рекордер. И со него и он почна му кажува како треба и да се храни, и да спрема, и помина во еден клуб и постојано да трчи. Сега секој ден трчи по 20 км. Татко ми беше голема мотивација. Да не беше тој, веројатно уште немаше да трчам. Уште додека бев дете, сакав да играм фудбал со другарите. Татко ми секогаш викаше почни да трчаш, дека тоа е убавината, тоа е кралица на спортовите. Меѓутоа никогаш не му поверував. Се до 2014 кога почнав да трчам и кога се влюбив и сватив што сака да ми каже. Нема поголема радост од тоа со вашиот родител заедно да истрчате маратон. Значи, бескрајно сум среќен и целата таа радост и целата таа енергија што имаме додека трчаме заедно е неопислива. И јас стално викам порно да загинам на нога, него да бидам инвалид, па некој да се бави со мене, да се занимава вака, додека можам. И се размислувам до 87 години да трчам, а после 87 ќе пензионирам. Кога трчам не размислувам глупости, само размислувам колку време ќе стрчам, кога ќе стигнам и како ќе ги натрчам на трката тие што се помлади да бидам пред нив. Тоа ми е мислата, не размислувам, психички се одмарам. Немам некој многу оптеретување да се плашам дека ќе остареам или било што. Мислам дека вечно ќе бидам млад и ќе трчам.